Идејата на Фондот за здравство за продолжено породилно отсуство 12 месеци предизвика бран позитивни реакции во јавноста. Граѓаните се погласно ја поздравуваат оваа мерка, за која надлежните сериозно размислуваат, оценувајќи ја како историски чекор во подршка на семејството и мајките. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани вели дека на маса се сите опции на таа тема и се разгледува дали таква мерка ќе може да се предложи. Се политики кои се во тек и се обидуваме заедно со целиот став тоа што кабинет премиерот. Во време кога има пат на наталитетот во Македонија, оваа мерка се гледа како силен поттик за младите семејства, оценуваат Сдруженијата за еднаквост на жените. Оттаму вела дека мајките бараат сигурност, време и достоинство, а токму тоа го нуди оваа мерка за која се размислува. Според нив, пред да се донесе таква одлука од 1 година породилно, претходно надлежните треба да направат финансиски анализи. Неопходно во оваа мерка да бидат вклучени паралелно со мајките и татковците и да можат да ги користат овие дополнителни месеци, да речеме, од трудничкото боледување, како мајките, така и татковците. Од друга страна, да се направат превентивни мерки кои би се однесувале на заштита од дискриминација на овие жени кои ќе решат да ги користат евентуалните 12 месеци при враќање на пазарот на трудот. И трето, многу важно, да се направат различни типови на флексибилни бенефиции во однос на градинките, центрите дневни за грижа на децата. Породилното и родителското отсуство во регионот значително се разликуваат. За разлика од кај нас, каде платено породилно отсуство трае 9 месеци. Во Србија и Албанија родителите имаат право на 12 месеци, додека Бугарија нуди едно од најдолгите во Европа, околу 13,5 месеци платено отсуство, со можност за продолжување до втората година на детето. Во Грција пак вкупното отсуство изнесува околу 10 месеци, кога ќе се вклучат дополнителните мерки за поддршка на мајките.